Во посебно шкафче учениците ги оставаат мобилните телефони кога ќе дојдат во училиште, ги земаат по завршувањето на часовите. Без мобилен се и на големиот одмор. Оваа препорака од општина Центар да не се користат мобилни телефони за време на наставата, како што вели директорката на основното училиште 11 октомври Даница Блажевска, е спроведена со заедничка согласност на учениците, наставниците и родителите. Целта е да се обезбеди продуктивна и ефективна наставна средина, вели Блажевска. Пред да се донесе истата препорака, имавме консултативни средби и координации со градоначалник и општината, како би било најдобро за интересот на децата, што да се направи, се со цел да имаме попозитивни резултати во самиот образовен процес и воспитувањето на самите деца. Учениците сватија дека е во интерес нивни, дека не им ги одземаме мобилните, туку само ги тргаме во периодот кога им сметаат. Мобилни телефони ќе се користат само кога на часовите ќе се обработуваат содржини во кои се потребни истражувања. Ние како училиште секогаш тежнееме кон современа настава и цело училиште е опремено со смарт табли, така да не го иземаме од целиот протокол тој момент и за учениците е овозможено користење на мобилни само кога наставникот ќе има обработка на содржина во која се потребни истражувања. Во тој случај самиот наставник пријавува до лицето кое е задолжено за мобилните, за чување, пријавува дека на тој час ќе треба да се земат мобилните. Во случај на одредена потреба, родителите можат да го контактираат класниот раководител или да се јават на училишниот телефонски број за да го слушнат своето дете. Родителите се известени како може, доколку има потреба да дојдат до учениците. Имаме ние и школски телефони, од класните раководители имаат телефони, така да може лесно да дојдат до своите деца ако имаат некоја итна потреба, а и учениците кои треба да си одат пред време, пријавуваат кај оделенскиот раководител и тој заедно со ученикот доаѓа и го земаат мобилниот. Ние си имаме направено протокол за користење на мобилните телефони и доколку се најде ученик кој што има втор телефон, не го пријавил, ќе биде одземен и ќе биде повикан родител на советување, на разговор, за да не се повтори таа грешка. Според училишниот психолог, некористењето на мобилните во текот на наставата ќе даде резултати. Целта е да се ограничи негативното влијание на мобилните уреди врз вниманието и психата на децата. Учениците да се фокусираат на знаењето и критичкото размислување. Дополнително, повеќе разговараат меѓусебно и се дружат. Им одвлекува вниманието, додека трае часот. Си работат наставни содржини, разни активности. Секое погледнување во телефонот ја губат концентрацијата. Сметаме дека барем тој дел од денот, односно за време на часот, може да бидат поконцентрирани, да го следат наставникот што им предава, да споделуваат помеѓу себе разни идеи, ставови во врска со содржината, отколку кој им звонел да погледнат и тука концентрацијата се намалува. И додека во дел од основните училишта во главниот град почнаа да се спроведуваат препораките на општините да не се користат телефони за време на наставата, во средните училишта пак телефоните и одредени мобилни апликации се ставаат во функција на образовниот процес. Сега во средно образование, кога веќе сме свесни за потребите на часот и не ги злоупотребуваме телефоните, сметам дека би требало да продолжат да се користат, зашто се многу корисни и често наоѓаме многу корисни информации кои ни помагаат и не водат во учењето и во наставата. Според мене се затоа што ни помагаат да се информираме за работи кои што не ни ги кажуваат професорите или пак не се достапни во учебниците. Моето мислење е дека до негдека се и до негдека не се потребни. Ако професорите побараат нешто од нас, дали да истражиме, дали да провериме некоја информација, дали е точна, дали не е точна, тогаш се. Но нужно на часовите каде што професорите предаваат, не ни се потребни, зашто само ни го одлекуваат вниманието. Мобилните телефони може да бидат одличен извор за истражување и дополнителна едукација надвор од стандардните учебници, вели професорката од гимназијата Никола Карев Снежана Станкова. Овие деца во средно образование веќе знаат како и зошто може да ги употребат и во наставата. Лично јас сметам дека мобилните телефони може да се искористат во наставата, но тоа сепак е до начинот и пристапот и на професорот и од свеста и совеста на ученикот.
Преку мобилните телефони средношколците учат и како да препознаваат лажни вести, како да се заштитат од дезинформации. Јас лично многу често препознавам, поради тоа што најчесто работите што ги читам се или нереални, звучат нереално според некои стандарди, или пак, не знам, не сум се познаена со нив, па сметам дека се нереални. Информација лесно се препознава преку проверување на изворот и проверување на точноста на тој извор и гледање на повеќе различни извори. Посебно на нашата генерација ни е полесно да препознаеме дезинформации, затоа што ако е напишано на некој неправилно, доколку е напишано, не ни делува нели веродостојно, така да ни е лесно да препознаеме дезинформации. Секако вид на информации кои што им се достапни на децата да бидат ставени во некакви канали за да знаат што е правилно, што треба да користат, како да се заштитат, нели на интернет, многу се работи на тоа за безбеден интернет, а сето тоа нели нормално е поврзано со медиумската писменост. За совладување на наставните содржини се користат и дигитални табли. Според мене таблите доста помагаат, затоа што гледаме видеа кои што навистина се интересни и знаат да го привлечат вниманието. Па така мислам дека повеќе помагаат од тоа да читаме од лист. И исто така имат голема интеракција помеѓу учениците, кога ќе видиме некој видео, отколку кога читаме. Има апликации кои што помагаат во учењето, особено преку интерактивност, особено преку визуелно гледање. Мислам дека многу ни помага во памтење, во учење, во разбирање на тоа што го учиме. Постојат одредени апликации кои што ни користат, посебно во последно време ChatGPT, мислам дека сите го користиме. Дури може да се каже дека го злоупотребуваме, но ни користи. Досега учениците од оваа гимназија учествувале на неколку работилници за улогата на интернетот и како паметно и одговорно да се користи технологијата.